Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Оливер Спасовски, почитуван министер без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, господин Музафер Бајрам, почитувани представници на ромската заедница, почитувани представници на владата, почитувани представници на собранието, почитувани представници на дипломатскиот кор, драги пријатели. За терминот геноцид постојат различни дефиниции, но општо прифатената е онаа донесена со резолуцијата 96 на Генералното собрание на Обединетите нации од 1946 година, која вели: геноцидот е негирање на правото на постоење на цели човечки групи, како што убиството е негирање на правото на живот на индивидуалните човечки суштества. Во историјата на човештвото има многу геноциди кои се случувале и кои се случуваат во 21. век. Но нацистичкиот геноцид има своји карактеристики кои го разликува од сите досегашно регистрирани геноциди. Судбината на ромите во текот на нацистичкиот режим била слична со онаа на евреите. И тие биле стигматизирани, гетоизирани, испраќани на принудна работа, депортирани во логорите и биле масовно убивани. Само затоа што се роми, исто како и евреите. Ромската заедница, иако по својата природа е миролюбива, таа отсекогаш била изложена на дискриминација и расизам. Затоа не смее да се заборават овие злосторства против ромите. По завршувањето на Втората светска војна се смета дека големината на ромската популација се намалува на само 20 до 30% од она што била на почетокот на војната. Многу малку внимание во светската и европската историја е посветен на геноцидот врз ромите и синтите. Досега речиси и воопшто да не е истражуван овој геноцид. Тој мора да биде дел од историскиот наратив, колективната меморија и свест на сите европски нации. Помладите генерации мора да се едуцираат, да ја научат и знаат за да може да ја разберат оваа трагедија. За надминување на предрасудите, расизмот и општественото маргинализирање, битен предуслов е едукацијата за историските вистини и соочувањето со ова злосторство. Кога зборуваме за едукација, би сакал да напоменам дека Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот, ИХРА, издаде препораки за предавање и учење на Холокаустот, кои се преведени на македонски, албански, српски и турски јазик. Се надевам дека овие препораки во најбрз можен рок ќе бидат преведени и на ромски јазик, како и на сите јазици останати на останатите етнички заедници кои живеат во Република Северна Македонија. Не смееме да дозволиме да се повторат грешките, од нив треба да учиме. Но истовремено, истите тие грешки од минатото не смеа да бидат пречка за иднината. Иднина која самите ние треба да изградиме, вложувајќи доволно сила и напор за едно подобро, сложно и кохерентно општество, ослободено од секако видна стигматизација, дискриминација, ксенофобија и исклученост. Имајќи ги во предвид појавите и предрасудите кон ромите и синтите, по иницијатива и под председателство на Сојузна Република Германија, Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот ИХРА изготвува работна дефиниција за борба против расизмот над ромите. На министерскиот состанок на земите членки на ИХРА, која во јануари оваа година се одржа во Брисел, а на која присуствуваше и представник на владата на Република Северна Македонија, усвоена е заедничка декларација, во која експлицитно и недвосмислено се дава акцент на сеќавањето, истражувањето и едукацијата за геноцидот над ромите, со признание дека овој геноцид бил ставен на маргините и со таквото поведение се придонело предрасудите и дискриминацијата кон ромската заедница да чувствуваат и денес. Почитувани, денес и од тука испраќаме порака за мир, взаемно почитување и соживот. Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија е носител на прогресивната мисла и борба против секаков вид на дискриминација, ксенофобија, расизам и исклученост. Неговата мисија е да не подсетува и едуцира за деструктивноста на човековото поведение, преку одржување на едукативни семинари и работилници, истражувачки активности, изложби и други настани и го чува сеќавањето на невините жртви, а тоа е завет кон нив тие да бидат знаени и запаметени. Тоа е нашиот влог во похумано општество. Сеќавајќи се на минатото, да изградиме подобра иднина за сите нас. Подаваме рака да изградиме заеднички. Ви благодарам.